чимњата, колку е проширено и го добиваме стадиумот на болеста. И после, значи, зависи од стадиумот 1, 2 и 3 до 5 стадиум. 5 стадиум веќе е расширена болеста во сите органи, далечни метастази има, а додека подобра прогноза имаат стадиум 1 и 2 и тогаш се препратува пациентката на онкологија. Тука лекувањето, значи, обично на онкологија лекувањето е со хемотерапија и радиотерапија. Хемотерапијата се одвива на според тоа колку е зафатено малигното ткиво, колкав е стадиумот, онколозите си одредуваат и колкава ќе биде терапијата, колку долго, колку циклуси на хемотерапија ќе има. Тоа зависи од годините на пациентката, од зафатеноста од туморот и од општото здравје на пациентката. Значи, за да се подлежи пациентката на хемотерапија, потребно е да се види да нема некои далечни метастази, се испитува ехокардиографија, дали е здрава пациентката да ги поднесе сите тие терапии и бидејќи од самата хемотерапија почнува косата да опаѓа, пациентката се покрај тоа што е истравматизирана, што е отстранен еден орган, на некој начин е осакатена, па сега со опаѓањето на косата, со желудечните глоби, гадење, повраќање, значи пациентката сето тоа го тешко пребродува и целото семејство покрај неа. Ако понатаму, ако е потребно, се препорачува и радиотерапија, односно зрачење на самата пациентка, на самото ткиво. Сето тоа се прави за да се заштити пациентката, бидејќи можно е некоја клетка да одлута некој орган, да не може уште да се види и затоа се препорачува малку поширок тип на терапии, за да може да се заштити пациентката од понатамошно повторување на самиот малиген процес. Најново е испитување, веќе неколку години се испитува и HER2 и KI6-7 биомаркери на самите малигни клетки. Тоа се гени кои што се наоѓаат на површината на малигните клетки и тие се на некој начин сензитивни кон хормоните. И затоа се поделени, например, рецептори, тоа се рецептори за естрогени, рецептори за прогестерони, тие се хормони. Естрогените и прогестеронот леко хормони што се лачат од јајниците, а тие рецептори се одсетливи на тие хормони. Или HER2 рецептори. Значи, во зависност од кои рецептори ги има на површината на клетката, во тој случај се препорачува и антиестрогена терапија, како што е анастразол, амоксифен, а ако се работи за HER2 се препорачува херцептин. Најтешки се тројно негативните карциноми на дојката, кога немаат никакви рецептори и тие се најмалигните карциноми што просто немаат ни лек. И секогаш можеме да кажеме дека е најдобра превентивата, значи да се оди редовно на прегледи, на ехопрегледи, мамографски прегледи, како што ќе закажат докторите, бидејќи превентивата ни овозможува рано откривање на малигните заболувања, додека кога веќе дојде малигниот процес, што е зафатено целото семејство со травма, самата пациентка е истравматизирана и од самото осакатување, и од терапиите, од губењето на коса, целата фамилија ги гледа тие измачувања кај пациентката, и тоа може да се каже дека и трае скоро цел живот. Тие пациентки треба покасно да прават
контроли секои 6 месеца, секоја година на мамографии да се јавуваат, да испитуваат туморски маркери. И сите исчекување на тие резултати, на тие испитувања е стрес за пациентката. Значи, направиш мамографија, чекаш резултати. Земеш туморски маркери, чекаш резултати. Се тоа стресови на кои се подложени пациентките и се тоа трошоци на кои се изложени пациентките и целото семејство. Кога ја изгуби косата, се во потрага по перики, по шамивчиња, по секој на различен начин го доживува. Инаку гледам веќе пациентките, бидејќи веќе се помлади пациентки имаме, вгрупирани се по Фейсбук, по интернет, во групи си расподелуваат меѓусебни искуства, каде да се снабдат со перики, со било други совети, кои испитувања да ги вршат. Веќе самите пациентки меѓу себе се соработуваат, се утешуваат, си даваат храброст и се советуваат што и како понатаму. И затоа сметам дека многу за сите жени е попаметно на време да си одат на лекар, на време да си ги прегледуваат дојките, а после кога дојде веќе за лечење многу е подолготраен и поскап и по-мачен процесот на излекување. Благодарам, доктор Хелина, за излагање. Ние навлеговме малку на темата диагностика, начин на диагностицирање, па повелете докторке да видиме на кој начин, како се диагностицира, во кој период, во кој време, на колку време фактички. Добар ден на сите, јас сум доктор Адријана Илиевска Велковски, специјалист доктор по радиологија, всушност еден од оние доктори кои што се одговорни да го диагностицираат, односно да го откријат карциномот, не само карциномот, и сите останати лезии на дојката. Но пред вие да дојдете на еден радиолог, потребно е дома да си правите еден само преглед. Доктор Илијана го начна тој само преглед, јас ќе ви го објаснам како треба да го правите тој преглед. Значи, помтите, го правите, нема да спомнуваме 7, 5, 10 дена, една недела од почеток на менструација, за жени кои што немаат мензис, вие одредете која дата вие сакате. Прво што правите? Прво застанувате пред огледало, нормално голи во горниот дел, правите една визуелна инспекција на дојки. Што ќе барате? Ќе барате испахнатини, длабнувања, црвенила, екцеми, некои секрети, владнување на самата брадавица. Нема да барате комплетно вашите дојки да бидат исти. Такво нешто не постои. Освен ако некој пластичен хирург не ги подобра. За нас, другите, немаме комплетно исти дојки. Друго, во истата таа положба ќе ги дигнете двете раце, повторно правите визуализација, како што спомна докторката, ти ги гледате и пазувите, каде што е примарното место каде што метастазира еден карцином на дојка по самите лимфи. Откако ќе го завршите тој преглед, легнувате на грб, едната рака ја ставате под глава, со другата рака ја палпирате дојката. Значи, десна рака, лева дојка и обратно. Ги користите вториот, третиот и четвртиот прст, односно јагодиците на самиот прст. Ги користите, правите нежни, меки, концентрични движења. Ке почнете од брадавката. Секоја болна осетливост на брадавката треба да ви биде знак дека треба да се јавите на доктор. Потоа си одите, ја прегледувате целата дојка, барате грудки или некоја болка, некоја болна осетливост. Кога ќе завршите дојката, одите на пазувите. Многу е битно да ги прегледате и пазувите поради постојањето на лимфни јаски. Било што, ако ви стане сомнително, било што, дури да биде смешно или не знам што, се упатувате кај вашиот матичен лекар. Според најновите правила, кои што се донесени пред еден месец, отворен е кабинет за дојка, самиот вашиот матичен лекар може да ви упати на екопреглед и на мамографија за државна институција зборувам. Значи, одите кај вашиот матичен лекар ви дава упут за еко, примарно за еко кај некој доктор таков ко мене, значи радиолог. Прво што ќе почне тој доктор, ќе ви предложи да ви направи еден ехо, да ви направи еко на дојка, односно, тоа е првиот преглед. Зошто го правиме прво ехо наодот, односно,
почнуваме со еко прегледот. Екото користи ултразвуци. Тоа се слушни звуци, кои што имаат висока фреквенција, не се достапни за нашето уво, ама се безбедни. Значи, екото може да се прави за време на лактација, може да се прави за време на бременост, независно дали сте во циклус, дали не сте, дали имате болна осетливост на градите, и екото е она што има една голема предност, примерно да определи дали станува збор за една обична бенигна циста, која што јас верувам сите ние сме се сретнале со таков наод циста, или пак станува збор за тумор. Друго зашто е добро екото. Екото е добро и за така наречените густи дојки. Тоа се дојки кај жена која што не навлегла во менопауза, дојки кои што имаат доста густо жлездено ткиво, млечно ткиво. Екото е доста добро за тие дојки. Со текот на годините, нашето нормално млечно жлездено ткиво се заменува со масно ткиво. Користиме еден медицински термин, нашата дојка атрофира, па таа масна дојка, која што е некаде над 50-та година, подобро истата да биде видена и на мамографија. Ќе објасниме после зошто е тоа. Што може да видиме на еден екопреглед? Можеме да видиме и бенигни и малигни промени. Одредени бенигни промени, кои што стрикно ги класифицираме како такви, и малигни промени, кои што веќе од прва знаеме дека се такви. Најчесто што се гледа, тоа се, како што каже доктор Илијана, цистите. Што се цистите? Цистите се комплетно бенигни состојби без никаков малигни потенцијал. Значи, ако на вашиот еко напишува дека имате циста, едноставна циста, или ние користиме еден израз симплек циста, знаете дека тоа е комплетно бенигна состојба. Овие цисти се јавуваат кај сите жени, во секоја возраст, поради различни причини. До 45-та, кажа докторката, во скоп на мастопатија, односно поради дејство на хормоните, на нашиот естроген. Тие истите обично даваат некоја болна осетливост, најчесто за време на овулација, па може да не биде знак тоа дека во овој период жената еволуира и има некои болни гради. Веќе кај повозрасните, кога веќе во менопауза, да настануваат поради запишени млечни канали. Ке се запише млечно каналче, ке настане тоа проширување, таа дилатација и веќе ја имаме таа циста. Овие цисти, обично јас препорачувам да се следат на една година, комплетно се бенигни, во многу ретки случаи може да се инфицираат, да дадат болка и